Баден-Баден, Карлови Вари, Виши, синоним за елитни спа центри, луксузен одмор, престиж. Инвестирано е многу, цените соодветствуваат на клиентелата, но данокот го плати и природата. Македонија го нуди токму она што недостасува: недопрени убавини, воздух пребогат со кислород, термални води, планини. Потребна е промоција. Ние се плашиме малку когато кажеме да. Ние се плашиме и велиме дека за ова е потребно многу да се инвестира. Да, тоа е скапо задоволство, но не секогаш големата инвестиција носи туристи. Има спа центри кои вредат милиони и кои се затвориле, но има и мали спа центри кои се полни со гости во текот на целата година. Над Беровското езеро минува еден од само 4 светски воздушни коридори со збогатено количество кислород. Надморската висина од над 1000 метри нуди идеални услови за овој тип туризам. На гостите им се нуди локалната кујна. Можеби над 50% работиме со странци и навистина се сите одушевени пред се од амбиентот. Спа културата во Македонија е се уште во зародиш, но тоа не ги спречува визионерите да инвестираат. Свои адути има и Струмица. Им нудиме едно ново уживање и една нова култура и начин на живење. Експертите предупредуваат Македонија да не ја повтори грешката на Бугарија, да се градат комплекси, но не по цена на уништување на природата. Зашто тогаш целиот концепт на алтернативен туризам паѓа во вода. Спа туризмот може да биде многу профитабилен бизнис. Тоа го покажува и примерот со Берово. Од 2008 па се досега бројот на ноќевања е зголемен за 6 пати. Или ако во 2008 биле 5000, тие сега изнесуваат 30.000.